почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за предизвиците на лицата со кохлеарен имплант. Мој гостен и соговорник во студиото е Ристе Јаневски, дипломиран клинички логопед во јавната здравствена установа Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација Скопје. Ристе, добар ден, ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден и до вас и до вашите гледачи и ви благодарам повторно поканата и чест ми е да бидам повторно гостин во оваа ваша емисија. Така, Ристе, на почеток, што е кохлеарен имплант и како функционира како вовед во темата? Кохлеарниот имплант е еден вид на слушно помагало и е слушно помагало кое што им помага на глувите лица да слушаат. Значи тој функционира на тој момент што мостот кој што е прекинат за транспорт на звучните сигнали од надворешната средина до внатрешното уво го премостиме и преку електродите кои што со операција се вградуваат да се премости тој проблем и директно електричните сигнали да се донесат до внатрешното уво. Така, кај кои лица се препорачува вградување, односно вметнување на кохлеарен имплант со интервенција? Кохлеарен имплант се препорачува кај лица кои што е диагностицирана тотална глувост или остаток од слухот и кај кои традиционалните слушни апарати не може да го покријат оштетувањето на слухот кој што тие лица го имаат. Се прават низа на тестови, низа на испитувања кои што треба да покажат и докажат дека на тоа лице треба да се имплантира и треба и кохлеарниот имплант како ќе му помогне во понатамошниот живот и во понатамошното слушање. Така, имате ли информации, односно податоци колку лица во Македонија живеат, односно функционираат со веќе имплантиран кохлеарен, односно вграден кохлеарен имплант? Па од бројката од прилика до сега е околу 200 луѓе кои што го користат, имаат вградено кохлеарен имплант и го користат кохлеарен имплант во секојдневните цели. Така, која е разликата помеѓу класичен слушен апарат и кохлеарен имплант? Значи, разликата помеѓу слушен апарат и кохлеарен имплант е тоа што слушниот апарат како помагало ги појачува тоновите и звуците и така ги пласира во надворешниот слушен канал и потоа преку средното уво стигаат тие така појачани до внатрешното уво. За разлика од тоа, кохлеарниот имплант е составен од два дела: надворешен дел и внатрешен дел. Внатрешниот дел се тоа електродите кои што преку операција се вградуваат внатре и тоа се електроди кои што директно се везуваат внатре во кохлеата, затоа се вика и кохлеарен имплант, внатре во кохлеата во внатрешното уво, директно на слушниот нерв. Разликата е во тоа што кохлеарниот имплант како имплант ги прима дразбите од микрофонот негов ги прима дразбите од надворешното уво, ги претвара во електрични сигнали кои после тоа преку магнет комуницира надворешниот дел од кохлеарниот имплант и внатрешниот комуницираат со магнет. Така електронските звучни сигнали претворени во електронски стимулуси преку магнетот се пренесуваат во внатрешниот дел од кохлеарниот имплант и преку електродите директно на самиот слушен нерв кој потоа веќе се пренесува дразбата до центарот за мозок и така се обработува таа звучна дразба. Така, дали имплантот веднаш по вградувањето овозможува нормално слушање или потребен е процес, односно време на прилагодување? Па знаете како кохлеарниот имплант кога ќе се имплантира, примерот сега ќе го кажам со дечиња, поради тоа што генерално поголем процент се деца и обично родителите дури и кажуваат дека на моментот ете му вградивме кохлеарен имплант, ама детево повторно не слуша. Не, тоа не е проблем. Проблемот е во тоа што самото дете бидејќи е родено глуво, не знае како да реагира на тие дразби. Ние од раѓање што се раѓаме со нормален слух, во текот на растењето учиме дека на тресок, на тропот, на име треба да се свртиме. Тоа дете не. Најнаш му ставаме, тој не знае како да реагира на самиот звук и на самата звучна дразба и заради тоа кај родителот се добива некоја чувство како да ете го опериравме, ма пак повторно не слуша детето. Не, заради тоа е потребен
потребен логопедскиот третман и заради тоа ние со логопедски третман кај нас почнуваме скрос од основите. Значи првен го учиме детето како да слуша, како да реагира на звучите дразби, тек потоа доаѓа самиот говор и развојот на самиот говор. И заради тоа и како ни е важно не е само да го ставиме слушниот кохлеарен имплант, не е само да го вградиме и толку дека веднаш ќе почне најнормално да функционира. Тоа е за кај деца. И кај возрастни, значи исто така е потребна, иако они веќе го имаат развиено говорот, иако они веќе претходно слушале, али заради некоја состојба скроз го изгубиле слухот, но и кај нив има потреба поради тоа што слушањето преку увото не е исто како тоа преку кохлеарен имплант. Сепак е електроника, сепак гласовите ќе добиваат се видоизменети. Како изгледа првото слушање ве конкретно? Првото слушање поради тоа што кога се оперира не се пушта самиот апарат, има неколку модули кои што треба да се поминат, не се пушта на максимум колку што треба, поради тоа што тоа ќе биде првично шок за самиот организам. Мора има постепено каде што треба да се навикни самиот пациент. Се почва од најниското ниво, па после заедно со орал лекарите, заедно со логопедите кои што работат таа проблематика, во текот се паѓа договор кога да се зголеми нивото, да се направи нова мапа на самиот кохлеарен имплант, се додека не стигнеме до она ниво каде што е идеално и каде што максимумот го извлекуваме од самиот кохлеарен имплант и тие лица после тоа може веќе да речеме да функционираат на тоа ниво. Така. Да ги слушнеме прашањата од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму со логопедскиот третман, односно каков третман е потребен за да навистина има ефект кохлеарниот имплант. Почитувани во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата и до докторот. Едно прашање. До логопедот, повелете. До логопедот. Со десното уво имам некој проблем, не знам дали ќе може да ме одговори. Осеќам нешто како саат кога чука, така сум го имала тоа чувство. И сега не знам колку е можно да ми одговори од што тоа се случува и синусите, дали синус ми проби ноќеска, не знам што може да види се исплаши едноставно. Така, ве разбирам, прашањето е конкретно за специјалист за уво, нос и грло, односно оториноларинголог, меѓутоа еве и гостинот мој клиничкиот логопед ќе ви даде препораки, совети каде да се обратите. Значи точно, тоа е како што разбрав синоќа се случило. Да. Значи тоа е нешто акутно моментално. Најдобро е првично кај матичниот лекар. И после тоа, ако има потреба, кај орал специјалист. Сепак тоа е орал дејност, орал специјалист кој што мора да прегледа и мора да види што како е проблемот. Да, најпрвен со таа слушно апаратче за да види и понатаму испитување. Така. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Доколку имаме гледачи на следната линија, да, ќе вклучиме во текот на емисијата уште неколку гледачи. Ристе, какви реакции може да имаат децата или возрастните во првите недели по имплантирањето на тој кохлеарен имплант? Значи, во првите недели различни се. Првично ќе почнеме кај децата. Како што кажав, може никако да не реагираат на дразбите, баш поради тоа што не знаат како да реагираат на нив. Од друга страна, па некои имаме гледано сите, мислам дека клипови на интернет, каде што децата реагираат на дразбата кога ќе ослушнат прв пат родителот или некој близок во околината, па се срекни и да доволни. Значи, супер е да ја има таа. Тој одговор е одличен. Тој одговор е одличен, но и да го нема, пак за тоа сме тука, за тоа е тој интензивен рехабилитацијски третман кој мора да се почи веднаш, за да можеме што побрзо да го искористиме времето кое што за да може да почне со говор, за не заостанува и говорот и да не се остануваат после и школските активности и сето тоа понатаму. За разлика од кај возрастните е малце како да се вобунило баш заради тој момент кој што мислат дека кога ќе го ставиме кохлеарен имплант ќе биде исто како што било претходно.
Не, поради тоа што не е ист слухот преку увото и не е ист слухот преку кохлеарен имплант. И заради тоа која е на нив им треба разликата, значи по Како- заматене да, како преку телефон да правиме муабет. Значи така, како да. се слуша таа електроника, како преку телефон некој Постишен, да. да, како да разговараме преку телефон. Значи како некако по-роботски гласовите се, но пак ќе кажам, за тоа им е потребна и нив логопедска терапија на почетокот, логопедски третман, за да може да побрзо и на поедноставен начин да се навикнат на тоа новото што дошло и да почнат поубаво и почитко да го разбираат говорот на другите соговорници, поради тоа што тука ако сме посебно во галама каде што се мешаат многу гласови, значи понекогаш знае, не секогаш, но понекогаш знае да им биде проблем. Што покажува клиничката пракса? Дали колку време после операцијата, односно вградувањето, треба да се почне со рехабилитација, односно работа со логопед? Па веднаш, препорачливо е веднаш. Уште утредента, така. Па, бога ми да. Поради тоа, ние сме во многу, нашиот центар долги години веќе сме многу во соработка заедно со клиника ОРЛ и цело време, значи професорите што работат кај нас готово со овие пациенти со оваа проблематика со кохлеарните импланти се во во секојдневна комуникација со ОРЛ лекарите на клиника кои што ги оперираат дечињата, баш поради тоа, значи постои таа интердисциплинарност каде што мораме секој со секого да си споделува информации, дали Секој пациент е различен, да. И доктор првично и ние зависиме од нив поради тоа што пак и нив се прави тоа бера испитување кое што е златен стандард во аудиологијата и кое што без тоа бера испитување да ни потврди, не можеме да кажеме дали детево или возрастното за кохлеарен имплант или не, дали пациентот за кохлеарен имплант или не. А од друга страна пак лекарите од нас бараат дали пак слушното помагало му помага на пациентот во совладување на говорот. Да. И дали има и тука тие информации што секојдневно ние ги разменуваме со лекарите, како многу добро и влијаат на самиот пациент и на брзината на тоа кога треба да се оперира и дали не треба да се оперира. И тука мислам дека последниве годините како многу е скратено тоа време како порано кое што се чекало многу. Како резултат на соработката, мултидисциплинарниот мора да кажам дека со ОРЛ пристап. имаме одлична. Така, меѓутоа во целиот овој процес кога говориме за деца, колку е важна поддршката од семејството и родителите во овој период, како да постапуваат тие веќе кога имаат ваква ситуација со детето? Па и како е потребна поради тоа што огромна е поради тоа што тоа е еден процес кај што самата интервенција, значи станува збор за операција, значи родител како родител мора да биде спремен и ние се му кажуваме точно кој процес како треба да го помени. И кога доаѓаат кај нас ги гледаат дечињата кои што почнале со самиот третман, кои што се некаде при крај, кои што или на средина и го очекуваат, знаат кој е патот што треба нивното дете да го помени и која е целта до која што можеме да стигнеме. Сега, и за тоа цело време и ни е потребна поддршката од самите родители, соработката од самите родители и старатели, и плюс исто така мора да бидат вклучени во процесот на рехабилитација. Значи во самиот процес на рехабилитација и како мора да бидат и они вклучени, бидејќи после тоа дома се заедно со нив. Не е само логопедот тоа што ќе го сработи. Да, тоа се 15 минути или половина час во текот на денот или 3 пати неделно, за да може дома поинтензивно за подобар ефект. Така, и со тоа што во денешно време пак малце по-комплексно во денешно време, пошто има и мешани диагнози. Значи не е само чиста диагноза кохлеарен имплант. Проблемот е тука кај што на пример може да се појави Даунов синдром со кохлеарен имплант. Може да се појави екранизам со кохлеарен имплант, аутизам со кохлеарен имплант. И тука веќе проблемот малце поголем и на што се поспецифичен. става фокусот или во зависност од останатата состојба? Зависи од состојбата, но првично најосновно ни е да почне детето да слуша, така викаме да почне да слуша и да почне да реагира на самите дражби. За да може да се соработува во целиот рехабилитацијски процес. За после да може да го добиваме говорот. Така е. Да вклучиме уште неколку гледачи пред да продолжиме што точно опфаќа логопедската терапија, односно третман кај деца со кохлеарен имплант. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден.
Поздрав до логопедот и до водителот. Поздрав и до вас. Јас сум 54 години. Се соочувам со проблем што не слушам од моето породување. Значи тоа е на 21 година, тоа е 33 години веќе. Од тогаш па до денес левото уво ми има отосклероза ми е откриено, така што земав и слушно апаратче, ама не ми пренесува доволно. Дали треба да се направи операција или како да се снаоѓам, значи тие синхронизирани серии ми сметат, бидејќи телевизорот треба да биде вклучен на многу јако и на работа исто така со десното уште се служам, ама сепак ме плаши да не почне и кај него да се јавува таа аутосклероза, за да не углувам чисто. Така. Во ред ќе добиете совети, препораки и одговор на вашето конкретно прашање, секој е добро? Значи, отосклерозата се јавува, знае да се јави како проблем, со слушниот апарат. Сега, моментот е, слушните апарати ги има многу. И на пазарот ги има многу. Што е препораката? Посебно ако до сега, значи првично треба добар аудиограм, направен одличен аудиограм, за да може да се штелува тој слушен апарат врз основа на аудиограмот. Сега сите апарати се дигитализирани и се поврзуваат со компјутер. И на компјутерот кога ќе му се внеси аудиограмот, тогаш точно слушниот апарат знае која фреквенција колку да ја попушти. Која фреквенција треба да ја стиши ако има потреба. Исто така многу е важно на слушните апарати бројот на канали. Колку поголем број на канали, толку поприроден звук дава самиот слушен апарат. Обично кај нас се даваат од 4 канални апарати па нагоре, но чисто онака како моја препорака би рекол дека за активни луѓе кои што активно се уште се во работен однос, како работоспособно население што е се уште. Барем од 6 канали нагоре, за да може да ги покрие потребите. Но исто така е потребна таа добра диагностика, добро направен аудиограм, баш заради тоа што за тој техничар што ќе го штелува самиот слушен апарат, да знае добро да се води која фреквенција колку треба да се попушти. Редовните контроли со слушниот апарат и како се исто важни, барем на 6 месеци, ако не на година, поради тоа што слушен апарат како слушен апарат знае електроника е сепак во прашање, со долго работење, знае нешто во процесорот се зафрегна и заради тоа, или пак најчесто задушните што ги носиме, тој делот што влегува во уво, ако стани цврст, премногу цврст, не ги пренесува доволно добро звучите сигнали како што бил на почетокот. Па таму откаде што е земен апаратот, го прочистуваат или евентуално да се сервисира, така едноставно речено, накратко кажано се сервисира, баш заради тоа и за тоа е препорачува таа контрола од 6 месеци или една година редовно, баш за да се следи и исто така и за аудиометрија. На луѓе кои што веќе имаат диагностицирано ошtetување на слухот, ние им препорачуваме еднаш годишно барем да се направи за да се следи состојбата. Кај нас во Центарот Плюс покрај тоа што им го испитуваме слухот, испитуваме колку добро е штелувано самиот апарат и колка покриеност прави самиот апарат. Значи која е ефикасноста на самиот слушен апарат и врз основа на тоа му даваме на сугестија на пациентот дали има потреба да се попушти апаратот или покрива доволно оноку колку што треба и дека слушен апарат работи супер или па треба нешто се менува така. Самиот апарат. Доколку имаме следен гледаш, добар ден во програма сте. Само не можам секогаш да разберам што го слушам тоа. И го откажав апаратот да не го носам веќе. Сега зборувам без апарат. Така. Слушам телевизија без апарат. Го слушам докторот убаво објасни. И дали ја имам потреба сега поново да одам на лекар, да апаратот да се испита или што да се прави, бидејќи јас слушам, а не можам све доволно да разберам.
Во ред, да, веќе пред малку го објаснувавме тој момент, но накратко ќе ви повтори клиничкиот логопед Ристе и на вас како да постапите ако веќе сте имале слушен апарат, но сте го тргнале настрана и не го користите? Да, значи има потреба, чим подолго време не е корисен слушниот апарат, не знаеме во која состојба самиот слушен апарат, мора да се провери, мора да се види и исто пак ќе речем да се направи аудиометрија чим подолго време не е направена. Обично се јавува тој проблем, значи кај луѓето слушам но не разбирам. Значи тоа е баш специфично за луѓе кои што имаат оштетен слух. Значи слушам дека некој нешто ми збори, но не го разбирам точно што ни збори, баш поради тоа што тоа говорното подрачје е засегнато и разбирливоста на говорот заради тоа е намалена. Така. Ќе вклучим уште еден гледач, односно гледачка доколку имаме на линија. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Се јавам од Крилев, поздрав за доктору и до вашата. До логопедот, поздрав и до вас. Имаме едно внуче, Така. родено е глухонемо. Така. Ни користи апарат, ни ништо. Сакаме од докторот да ни дај дотачна адреса во која болница, за да доиме да го донесеме да видиме што е со децето. Така. Во ред ќе добиете насоки и совети како да постапите за да тргне тој процес пред се за вградување и испитување на состојбата. Секој добро, господине. Значи вака, најпрво што треба да се направи е да се земи упат од матичниот лекар и тоа мислам дека чиме веќе диагностицирано треба што побрзо да се направи, дали до универзитетска клиника за уво, нос и грло или до кај нас во центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација, че треба да се без разлика. Тоа ако дојдат кај нас, ние објасниме на веднаш ќе луѓето, го тоа е поранешниот центар Завод за рехабилитација на слух, говор и глас. Точно. Да, веднаш до клиниката за психијатрија. Точно така. Значи, дали кај нас, дали на ОРЛ, без и да дојдат првен кај нас, одмах ќе бидат препратени кон ОРЛ, поради тоа што ОРЛ се оние кои што 100% диагностицираат и пак ќе го спомнам бера испитувањето златниот стандард, таму се прави лекарите на клиника, они се тие што диагностицираат и што утврдуваат дали има потреба за кохлеарен и ја прават после операцијата за кохлеарен имплант. Но без разлика, значи и да земат упат и кај нас или таму, вие го следите процесот понатаму, односно третманот. Така е, значи со упат на клиниката за уво, нос и грло или за центарот кај вас. Ристе, што точно опфаќа логопедската терапија кај дете со веќе вграден кохлеарен имплант? Како што мислам дека и пред малку спомнав, логопедската терапија е важен чекор во рехабилитацијата на дете со кохлеарен имплант. Не е само целта да се вгради кохлеарен имплант и веќе сме добиле све нормално и ќе оди како што треба. Првично се почнува од најпростите звуци. Чи тропот на маса, тропот на тапан, тропот на книги, значи најпростите основни звуци, кои што најпрво почнуваме со тоа што детето има како преграда пред нас, ние тропаме, оно треба да повтори од што слушнало за да удари. Например, ако има ставено чинели, тапанче и молив, ако тропнам со моливот, од другата страна треба да препознае дека молив и оно да тропне со молив. Значи почнуваме најпростите звуци, па се одиме посложени, доека стигнеме до моментот каде што првен она логопедското што го викаме важно говорот, почнуваме првен со гласовите а, е, самогласките да ги добиеме, после тоа одиме па, пе, пи, маме, после прости зборови, сложени зборови, реченици, говор. Така. Колку често треба да се посетува логопед во тој целиот третман и колку всушност долго трае рехабилитацијата или тоа е доживотен процес? Кај нас, значи за кохлеарните импланти и како подолг период трае, години се во прашање, но идат кај нас па 2 пати до 3 пати неделно во зависност од тоа како ќе оцени логопедот и не е само за кохлеарните импланти, не е само што кај нас ќе биде обслужен со логопедски третман, тука е дефектолошкиот третман, кој што исто така многу важен за тоа дете. Така да кај нас се покриени и кохлеарните импланти се покриени и со дефектолошки и со логопедски третман, за да може да го извлечеме максимумот од самиот кохлеарен имплант и да му помогнеме детето што побрзо да ги совлада тие вештини.
Како го следите напредокот, односно по кои показатели знаете дека третманот, односно рехабилитацијата дава резултати? Па првично го следиме така што значи веднаш како се изврши операцијата со кохлеарен имплант и како го научиме детето да слуша, веднаш му правиме повторно испитување на слухот заедно со кохлеарен имплант, да видиме кој е ефектот на самиот кохлеарен имплант. И ние имаме практика кај нас во центарот да ги следиме тие пациенти. На 3 месеци, на 3 или 6 месеци, ние редовно на пациенти кои што идат редовно кај нас, им го следиме напредокот во слушањето со кохлеарен имплант и од кај нас е таа препорака да сега треба да го штелувате, појдете од таму од каде што е земен кохлеарен имплант, за да ви зголемат мапата или да ви креираат нова мапа за повисоко слушање. И ние си ги следиме. Значи секој на пациент кој што дошол кај нас и кој што е на третман кај нас, барем на почетокот на 3 месеци, после тоа веќе на 6 месеци на година дена ги следиме и го гледаме ефектот на самиот апарат. Значи ефектот во слушањето на самиот апарат, тоа редовно си ги правиме тие испитувања на нашите пациенти и така да мислам дека во зависност од моменталната состојба се одлучувате како понатаму. Што можат родителите дома да направат паралелно со рехабилитациониот процес на центарот кај вас? Па, чиста препорака за родителите да се веќе да се однесуваат како да ништо да не е. Тоа дете не е некој си со да не го стигматизира. Да не го стигматизира точно. Тоа дете не е некој со дете со посебни потреби. Тоа е најнормално дете кој што било истото дете пред операција или истото дете и после операција. Тоа е дете кој што сега веќе дури плюс слуша. Значи веќе и слуша, значи тоа е детенце кое што не му се десило нешто плюс пак стигматизирањето да не постои, значи да се функционира ненормално, се зборува како и кај секој дете, се зборува како со возрастен, значи цело време се прави муабет, значи да го немаме она бебешки одговор па да се навраќаме на бебешки одговор. И ќе ги следат инструкциите на логопедот што редовно си го води и кои инструкции ги дава за дома да се вежба. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно. За тоа е логопедот постојано тука со нив. И секоја една некоја промена треба да се сподели со самиот логопед, баш заради тоа. Значи секоја една промена ако дома забележат родителите нешто чудно во однесувањето на детето, треба да се сподели со логопедот, за логопедот да знае во кој правец и која насока да ја даде. Поради тоа што детето не е едно исто однесување дома што го има и кај нас кога ќе дојде на логопед. Поради тоа што веќе тоа е научено дека сега сум на логопед, треба да бидам пример мирен или треба да вежбам. Ако дома не го прави тоа, мораме да биде споделено, да се дадат други насоки што треба дома да се прави. Така од вашето клиничко искуство и работата токму со овие лица, односно деца со кохлеарен имплант, кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат овие граѓани? Па најчестите освен стигматизацијата веќе ја споменавме кај децава, да. Таа пак ја спомнам поради тоа што се уште мислам дека општеството кај нас генерално не е запознато што е тоа и кој проблем носи самиот кохлеарен имплант. Плюс тоа кога тоа дете ќе отиде најнормално и во градинка и во училиште, самите дечиња првично тие се многу сурови. Да, децата се многу сурови, може да го исмејуваат, може да се обележуваат на некој начин, да. И сега тука ако не е воспитувачот или учителката или учителот кој што треба да се вмеша и да им каже дека не е баш тоа така, го имаме проблемот, па тоа дете знае да се повлечи. Но гледаме и се трудиме максимално и на тоа да работиме. Еве како општество ние да придонесеме за поголема инклузивност на лицата со кохлеарен имплант, вклучително и воспитно луѓето вработени во воспитно образовниот процес. Значи, за тоа ни се нас ги имаме и не треба да се тргаат на страна тие деца, да, во никој случај. И честите едукации, значи што представува кохлеарниот имплант, значи зашто дека тоа дете не е ништо поразлично од другите деца, значи дека тоа дете кое што треба нормално да се поучи, дека тоа дете кое што нормално си слуша веќе, не е некој дете кое што треба сега некоја посебна грижа, освен ако не е паралелно со некоја друга дијагноза, што ја спомнавме на почетокот. Ако збориме само дека е со кохлеарен имплант, а се другиот развој е нормален, тоа е дете кое што нормално ќе функционира и имаме деца, баш ми текна дека првото дете кое што имплантирано кај нас, значи тоа е веќе девојка која што
и факултет мислам дека си има завршен и најнормално Да, се бидејќи функцира пред без 20 никаков години проблем. почна првото имплантирање на кохлеарен имплант кај нас. Дали цел живот трае кохлеарниот имплант? Точно, да. Значи, со тоа што кога излегуваат нови модели, знаат да се сменат апаратите, но дека треба да биде корисник кохлеарен имплант цел живот, тоа да. Дури јас знам и шала да им направам дека за да ги релаксирам родителите и да ги викам дека тоа дете викаме благословено поради тоа што ако не сака да слуша, само магнетот го вади и не слуша. Ние тука што слушаме мора да слушаме. Така е да ги опуштите едноставно. Значи, дали сите деца постигнуваат и степен на развој на говорот кога говориме конкретно само за кохлеарен имплант без останати диагнози и кој е најголемиот предизвик, односно најголемиот ваш практичен успех што сте го постигнале во работата со овие деца? Најголемиот е кога ќе видиш дали ќе го сретнеш надвор на улица или па ќе слушнеш за тоа детенце што постигнало, а поминало време, але времето лета, или па ќе дојдат после некое време кај нас да те посете и кога ќе видиш дека ова дете најнормално зборува и разговара со тебе како да ништо не било, како да тоа не постои. Тука кохлеарниот имплант како да не постои воопшто и тоа е како најголема мотивација што дава. Значи друго е кога си секојдневно со тоа дете и го гледаш напредокот и си велиш едно време и се прашуваш дали јас правилно правиш, да не грешам нешто, но кога ќе го снема тоа дете, кога после некоја година ќе се врати, ќе видиш ти дека тоа дете супер напреднало, веќе е личност изградена, веќе изградена личност, тоа ти дава уште толку мотивација за работа поради тоа што знаеш дека нешто добро правиш. Така, на крај, која е вашата порака до родителите кои се двоумат одлуката за имплант кај децата и што е најважно јавноста да знаат, еве уште еднаш како порака за крај за лицата со кохлеарен имплант? Значи, што порано, тоа го кажуваме на сите, што порано се диагностицира, тоа е подобро. Значи, што порано се имплантира, тоа е уште подобро од логопедска страна, поради тоа што и говорот понавреме ќе го добиеме и нема да има никакво каснење. Ако лекар, орален лекар ви предложи и ви кажи дека детето е за имплантација, не треба воопшто да се сомневаме дека дали е тоа така или не е така. Значи, верувајте дека само добро за вас и вашето дете прави, а не прави ништо лошо, не е дека само сака да оперираат. И исто така, значи, дечињата кои што се соколени, тоа се нормални дечиња кои што треба да бидат прифатени од нас и од целото општество. Така да дадеме едноставно поддршка целото општество во целиот овој процес, а ви посакувам уште многу успешни и задоволни деца и семејства во иднина и те очекувам да бидеш повторно дел од добриот доктор на некоја друга тема од областа на логопедијата. Ви благодарам и на вас, секогаш ми е чест кога гостувам тука во вашата емисија. А почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно и утре со нас во исто време. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!